Новиот закон за игри на среќа ги подели партиите и јавноста. Едни се на страната на приредувачите на вакви игри, други бараат уште построги ограничувања. Владата пак не попушта и останува на ставот дека законот е неопходен и покрај реакциите на асоциациите, дека ќе се поттикне коцкањето на црно, ќе се предизвика губење на 10.000 работни места, како и дека законот се носи нетранспарентно. Мислам дека беше ултра транспарентен законот. Беа повикани буквално сите засегнати страни да учествуваат во неговата изработка. Нормално е дека ние не можеме да се усогласиме 100% со оние кои што нормално се дел од тој бизнис во моментот, бидејќи тие имаат свој интерес, ние го штитиме интересот на државата и граѓаните. Не мислам дека ќе има нелегални приредувања на игри на среќа и не мислам дека ќе се изгубат работни места, едноставно се става дисциплина и поинаков лик, поинаква перцепција ќе имаат македонските градови. Со законот што наскоро треба да влезе во собраниска процедура се предвидува сите објекти како казина, автомат клубови, електронски игри на среќа да бидат оддалечени најмалку 500 метри од основните и средните училишта. Во обложувалниците кои се наоѓаат во тој радиус нема да биде дозволено поставување на електронски видеолотариски терминали и друга опрема за електронски игри на среќа. Се забранува и рекламирање надвор од деловните простории, како и преку познати личности и со содржини насочени кон малолетници. Обиди за регулација на индустријата за игри на среќа досега имаше во повеќе наврати и за време на претходната влада на СДСМ ДУИ. Пред 2 години пратениците изгласаа сличен закон, но тогашниот председател на државата Стево Пендаровски не го потпиша указот со образложение дека не смее да се носи со европско знаменце. На повтореното гласање законот не го доби потребниот број на гласови.